Хронолошки ќе ви кажам како сето се одвивало во јавното комунално предпријатие. Се до 2016 навремено се тужени обврзниците кои не ги измирувале обврските кон јавното комунално предпријатие без оглед дали се работело за граѓани или се работело за правни лица. Од 2008 до 2016 се навремено доставувани на тужбите и истите јавното комунално предпријатие ги има добиено. Сега замислете ситуација во која сте направиле трошок за тужење на граѓаните, не сте ги аминувале, меѓутоа тужбите сте ги одлагале во фиока. 6200 такви наталожени тужби ни беа оставени нас како ново раководство. Имате ли представа колкав трошок е направен во тие 8 години за тужење, а при тоа не ги проследувате до извршител, за да можете да си ги вратите трошоците за тужење, како и да си ги намирите побарувањата кои се по основ на неплатени сметки. Ако имате представа дека 6200 тужби наследивне и требаше да ги проследиме до извршител бидејќи почнаа да застаруваат, а законот за ноторијат јасно кажува дека секоја тужба пред да биде проследена на извршител мора да има печат за правосилност и извршност од нотар, јасно вие дека трошоците се направени за тужби кои што ова раководство на јавното комунално предпријатие ги наследи од претходното. Тука се работи за класична политичка перверзија. Ви оставаат 6200 тужби, кои што намерно не ги спровеле до извршител, а потоа ве обвинуваат дека ви се зголемени трошоците за нотарски услуги, бидејќи вие сте постапиле по закон. Замислете. При што, кога зборуваат за трошоците за адвокатски и нотарски услуги, никогаш не ја гледаат приходната страна. Таа е 5-6 кратно зголемена во однос на раководењето на јавното комунално предпријатие од претходната власт. Повеќе пати кратно е зголемена во однос на трошоците кои што ги прави јавното комунално предпријатие. Значи не само што губите средства, што не губите средства, туку напротив, не дозволуваат истите да застарат и со давањето на извршител вие ги наплаќате трошоците кои сте ги направиле, меѓутоа и обврските кои што граѓаните по основ на неплатени сметки ги имаат кој јавното комунално предпријатие. Затоа зборувам дека практично се работи за манипулација груба со граѓаните, за прес на ВМРО ДПМН заради ситно дневно политички поени. Ви ги кажав разликите и во трошоците направени за репрезентација и угостителски услуги во време на владење на ВМРО ДПМН и во сегашно време. И ви кажав прецизно точно колку се потрошени за угостителски услуги во првото тромесечие.